Радовиш е сместен во југоисточниот дел на Република Македонија во подножјето на планината Плачковица на територија од 608 километри и брои околу 28.244 жители. За прв пат Радовиш се споменува во 1019 година во грамотата на византискиот цар Василије II, а така се викала и средновековната жупа, што покажува дека градската функција потекнува од средниот век. Во тоа време Радовиш представувал значаен регионално-трговско-занаетчиски и рударски центар. Името на Радовиш е поврзано со името на средновековната кнегиња од словенско потекло Рада, која живеела во тврдината над градот, чии штурнатини се уште постојат. Територијата на општина Радовиш е богата со археолошки локалитети, манастири и цркви, кои се дел од богатата ризница на споменици на културата. Културната традиција денес во општина Радовиш ја негуваат двете културни институции, Центарот за култура Ацо Караманов и јавната библиотека Браќа Миладиновци, која е сместена во самиот центар на градот. Поминувајќи покрај зградата на библиотеката, таа ни асоцира на полици со книги, дневна штампа, CD-а, DVD-а, компјутери, интернет, на бројни програми за промоција на културата, образованието и информирање во градот. На слободното време, на разонода на децата и на возрастните. Но, кога ќе се запрашаме за традицијата на писменоста и корените на читање во нашиот град, се навраќаме на далечната 1957 година, кога беше формирана библиотеката по иницијатива на Мориц Романо, кој во тој период бил на висока партиска функција во тогашната Штипска околија со седиште во Штип. Своите почетоци библиотеката ги бележи со скромен книжен фонд од околу 500 книги, сместена во приватна куќа во надлежност на тогашниот Народен одбор на општина Радовиш, а прв библиотекар бил Ацо Караманов Шлинтата. Со формирањето на работнички универзитет Киро Донев во 1962 година библиотеката влегува во негов состав, се до 1992 година, кога се осамостојува и го добива името Браќа Миладиновци по иницијатива на тогашниот директор Петар Трајанов. Во изминатите години оваа институција ја следеа низа проблеми. Отежнати просторни услови, недостаток на финансиски средства за купување на книги, мал број на вработени, немање средства за развивање на програми за своите корисници. По многобројните неуспешни обиди, почетокот на новиот милениум, библиотеката сепак го дочека во нови простори и врвот во своето работење го достигнува 2006 година, кога се пушти во употреба новата современа и модернизирана библиотека, која беше дел од проектот Пријателски библиотеки за сите граѓани. Со креирањето на просторот кој функционално и естетски одговори на потребите на корисниците, библиотеката стана информациски центар за развој, анимирање и промоција на културата во општината и остана верна на својата примарна мисија да обезбеди материјали потребни за да се задоволат интелектуалните, културни, социјални и рекреативни потреби на локалната заедница. Оплеменета со современа комуникацијска технологија, стана препознатлив символ на новото време во кое знаењето и информацијата се битен фактор за развој. Во таа насока се развиени бројни иновативни услуги преку кои библиотеката го поттикнува читањето и писменоста од најрани години со цел развивање на љубов спрема книгата. Соработката со училиштата и другите значајни институции во градот допринесоа за развивање на многу идеи и нивна реализација, како што се литературни средби, трибини, едукативни работилници, семинари, предавања на разни теми и изложби. Подучувањето за библиотечна писменост, за начинот на користење на библиотеката и начинот на самостојно пребарување на информации за пишување на задачи, реферати, семинарски и дипломски работи се дел од секојдневната работа на вработените во библиотеката. Стапката на невработеност во Република Македонија е загрижувачка и изнесува 37% и овие статистички податоци покажуваат дека повеќе од 321.341 лице во моментов се без работа, што укажува на се поголемата сиромаштија во земјата. Во такви тешки времења, библиотекарите веруваат во поврзување на луѓето со информации и знаење. Економската криза е нов момент кој ја продлабочи сиромаштијата, но тоа е нашата нова реалност. Колективниот здив и проблемите кои ги има локалната заедница беа еден голем предизвик за библиотеката Браќа Миладиновци од Радовиш да воведе нови услуги за невработени лица кои беа развиени преку проектот Креативни умови создаваат можности за работа, кој во
2010 година беше награден преку иновативната програма за библиотеки на меѓународната организација Електронски информации за библиотеки, или позната како AIFAL, во голема конкуренција на библиотеки од земјите во транзиција. Со воведувањето на оваа услуга на невработените лица им се овозможи пристап до информациите и знаењето, преку кои ќе ги добијат потребните информации поврзани со начинот на барање на работа, кои ќе им овозможат вработување и на тој начин ќе земат активно учество во животот на локалната заедница. Ваквите услуги библиотеката ги разви преку проекти кои со право ја сврстија меѓу пионерите во иновативноста во библиотечното работење меѓу библиотеките во Македонија. Јас сум Јаворка Спасова, дипломиран инженер-технолог, моментално невработена, поточно жртва на транзицијата. После работно искуство од 26 години останав без работа и сум член на библиотеката, во која што доаѓам скоро секој ден да ги проверам огласите, за да можам да најдам работа. Но со текот на времето утврдив дека не ќе можам да најдам работа ако не ги знам вештините на компјутерските техники. Од библиотеката дознав дека се има таков курс и обука на кој ќе можам да се стекнам со основните вештини, за да можам да ги презентирам моето искуство, образование на соодветните огласи, конкурси, барања за евентуално идно мое вработување. Целта на проектот беше да обучи и помогне 60 невработени лица кои ќе бидат конкурентни со своето знаење и вештини на пазарот на трудот. За таа цел беа набавени 13 лаптоп компјутери, принтер и беше поставена Wi-Fi мрежа која го олесни пристапот на интернет. Опремата се користеше за изведување на обуките предвидени преку проектот, но и обука и користење на други кориснички групи. За спроведување на обуките беа ангажирани обучувачи кои имаа големо искуство во спроведување на обуки и познавање од областа која ја предаваа. Ова е веќе втора група што ја поминува, да кажеме, овој циклус од обуки, на кој што е планирано интерактивни се обуките, значи секој пред себе има еден свој компјутер на кој што работи. На обуките е планирано да се помине креирање на CV, пишување на пропратно писмо, потоа работа на интернет, пополнување на онлайн CV, практично малце поминување низ искуството на имање интервју за работа, и некои поспецифични интернет содржини кои што се поврзани со барање работа, наоѓање работа и работење. Овие обуки беа оценети со висока оценка од кандидатите кои беа вклучени во програмата, особено поради фактот што беа единствени од ваков тип во општината, наменети за оваа корисничка група. Јас сум Ѓурѓица Арсова Атанасова, дипломиран менаџер по туризам и угостителство во Охрид пред 5 години, значи 5 години веќе сум невработена. За овие обуки во библиотеката во Радовиш се информирав преку локалната телевизија во нашиот град, значи преку медиумите. Со самото почнување на обуките јас сум прилично задоволна, бидејќи се овозможени како најпрво, значи услови во библиотеката за одржување на овие обуки. Потоа исто така сум многу задоволна и од начинот на предавање, значи од самите предавачи кои што ни ги држеа обуките. Како беше сето тоа пренесено на нас, за ние добро да го совладаме сето тоа, за да бидат успешни самите обуки. Исто така се надевам дека и во иднина, не се надевам, туку и сигурна сум дека во иднина многу ќе ни користат овие обуки за самото барање на работа. Имам завршена виша медицинска школа во Битола. Меѓутоа со современиот тек на времето и со динамичниот тек на времето мораше да се дообучам, мораше да се дошколувам. Се запишав на универзитетот Гоце Делчев во Штип на медицинскиот факултет. Во тек сум на абсолвент и во тек сум на привршување на студиите. Меѓутоа, школата како школа не е единствено, мора понатамошни обуки, мора осовршување и со овие обуки за компјутери во библиотеката кој ги организираше Иванка Соколова. Јас сум Ферџан Мемедов, живеам овде во Радовиш. Завршив средно општинско училиште, гимназија.
Ете слушнав од другари и пријатели дека во библиотеката Браќа Миладиновци се одржува курсеви по информатика, основно ниво, односно Microsoft Office, Word, Excel. И тоа ме влече, мислам. Заедно почнавме да подготвуваме CV, тоа што не ни достасуваше, а овде со помош на Борче и на тренерите, тие ни подготвуваат подобро како да дојдеме до тоа да спремаме документи што како што треба за да најдеме работа. Јас сум Лилјана Крстев од Радовиш, моментално сум невработена. На овој проект дојдов чисто лично за себе, за да се надоградам. Инаку го видов, оглас имаше истакнато овде на вратата од библиотеката. Ми кажа дека да има повеќе групи и јас влегов во втората група. Сум презадоволна од обуките и од условите овде во библиотеката. Ова е голема перспектива за понатамошно мое да барам работа. Нашето задоволство беше уште поголемо, бидејќи бројот на лицата кои беа охрабрени да бараат работа покажаа исклучителни резултати. За неполни 4 месеци од 67 лица кои ги посетија обуките, 30 најдоа свое постојано или привремено вработување. Јас сум Манев Борче, ја како долгогодишен член на библиотеката Браќа Миладиновци се научив за курсот и сум многу задоволен од тој курс. Курсот ми помогна да најдам работа и да се да совладам повеќе вештини што беа повеќе компјутерски вештини. Сметам дека треба да се организираат повеќе такви курсеви од страна на нашата библиотека, со што би се создавале повеќе услови за работа, бидејќи знаеме дека во нашиот град е зголемен бројот на невработеноста. Јас го посетував овој курс и сум доста задоволна. Тоа е од големо значење за мене. Еден месец курс беше доволно за да јас знам нели како понатаму да тражам работа. Јас сум Драгана Јанчева, инаку сум со високо образование. Доскоро бев невработена, сега сум вработена. Благодарение на курсот што го посетив, кој што се вика создавање на креативни умови создаваат можности за работа. Овој курс го чув кога бев во посета на библиотеката, ме информираат таму вработените и веднаш се пријавив. Посетив 2 вида на курса, едниот е компјутерски вештини, а другиот е за пишување на CV и за мотивационо писмо. Особено овој вториот курс ми помогна повеќе, затоа што не само што го употребив за мене, исто така го употребив и за мојата сестра и помогнав при барање на работа и сега сум благодарна затоа што, како што кажав, успеав да се вработам. Иако сум вработена, сепак нема да застанам на оваа место, значи ќе продолжам и понатаму да барам работа која што е за мене како професор, нели, ако успеам да најдам понатаму, а сето тоа ќе успеам и да го, значи, работа да барам преку барање интернет, кое што исто така значи барање работа преку интернет, кое што го научив исто така во овој курс. Библиотеката излегува од својот физички простор и на своите корисници им нуди низ информации и услуги преку својата веб страна. Електронскиот каталог е достапен за нашите корисници од било кое место во светот. Тука е и порталот кој ги поврзува постоечките информации, но разви и нови виртуелни услуги за невработените лица кои можат да се информираат за нови огласи и да аплицираат директно преку нашиот портал. Нашата библиотека е организација која постојано учи од успешните светски библиотеки и е спремна своите искуства да ги сподели со своите колеги од Република Македонија. Своите активности и понатаму ќе ги насочи кон развојот на нови услуги кои имаат социјални компоненти.